По договорот за примирие меѓу Соединетите Американски држави и Иран, драстичен пат на цените на суровата нафта на светските берзи. Само што се отвори тргувањето со овој енергент започна силен ценовен пат, при што до затварањето на прилогот цената на барел Брент сурова нафта се движеше меѓу 92 и 93 долари, односно намалувањето е околу 15 до 16% во текот на денешниот ден. За македонската економија, доколку ова примирие прерасне во траен мир, тоа би значило најповолно сценарио за релативно брзо стабилизирање на кризата, односно до крајот на годината постепено да се анулираат ефектите од нафтениот шок врз инфлацијата. Според универзитетскиот професор Маријан Петрески, последните податоци за инфлацијата во Македонија на прв поглед може да упатуваат дека растот на цената на нафтата веќе се прелеала врз цените, но подеталната анализа покажува дека прелевањето засега е ограничено и главно се задржува кај транспортните трошоци. Така што, според оваа месечна динамика, ние не гледаме некое големо прелевање на нафтениот шок врз општото ценовно ниво. Сега не треба да се избрза и тоа евентуално да се заклучи од годишната стапка, затоа што таа е навистина релативно висока, 4,9%, меѓутоа ако погледнеме подлабоко, ќе видиме дека тоа всушност се должи на ниската споредбена основа. Односно, високиот раст на храната се должи на ниската споредбена основа со март минатата година, кога во истиот период беа замрзнати маржите и цените во рамки на така наречената рамазанско-велигденска кошница. Инаку храната во март во однос на февруари, кога немавме нафтен шок, порасна само за 0,4%. Но во јавноста останува едно прашање кое отвори дилеми. Зошто при кризите во 2008 и 2009 година, кога цената на нафтата достигна пикот речиси 150 долари за барел, инфлацијата не порасна драстично, односно ударот беше релативно краткотраен, пошто следуваше стабилизирање веќе во месеците потоа. Се разбира, денеска е светот повеќе, да кажам, глобално поврзан, односно беше пред почетокот на овие кризи споредено со 2008 година, веќе ефектот од синџирите на вредност или синџирите на снабдување и нивниот ефект врз цените денес е повеќе вграден во анализите, во очекувањата споредено со кризите од пред 20 години. Пазарот на труд, ако земеме исто така по-затегнат денес, што прави одреден притисок за раст на платите, па дури ако сакате погледнат од страната на побарувачката, имаме една поинаква состојба денес, споредно со пред 20 години. Ова значи дека во 2008 и 2009 година и покрај високите ценовни пикови на нафтата, глобалната економија се соочуваше со реална економска криза, со повисока невработеност и значително пониски очекувања за раст на цените. Побарувачката беше ослабена, а граѓаните имаа помала куповна моќ. Во изминатата деценија условите значително се променија.